Дали спортот и уметноста можат да застанат рамо до рамо? Можат ли грациозните балетски, танчерски движења, испеаните мелодии кои пренесуваат и будат емоции или репликите на актерите во драмските диалози да бидат прецизно оценети, како например поените, тактиката, постигнатите резултати и поставените рекорди во спортот и спортските дисциплини? Сепак, веројатно не е случајно што најголемите спортисти, спортските легенди, нивниот стил на игра, нивното однесување и нивните спортски потези на терените, од најзвучните новинарски или коментаторски имиња, ги добиваат епитетите дека представуваат чиста уметност, а не само спортска техника. Тогаш, во што се исти, а во што се разликуваат спортот и сценските уметности? Одговорот на прашањето дали можат да застанат рамо до рамо е да. Ако знаеме дека во Италија постои Интернационална федерација на изведувачи на сценско-спортски уметности и дека тие, идентично како и спортистите, под олимписко знаменце имаат шанса да се надпреваруваат и да освојуваат највисоки одличја, а тоа се медалите. За тенката граница меѓу бројките, резултатите, статистиката, оценките, но и емоциите кои се нераскинлив дел од спортот и од уметноста, ќе ми биде предизвик и големо задоволство да зборуваме денеска. Сите вие кои не следите, ќе дознаете како можете да се надпреварувате во купот на изведувачи или перформери, оригинално наречен Перформер куп, кој од националното надпреварување на ниво на Македонија, а понатаму и Балканот, може да ве однесе да освоите пласман на светското првенство за сценски спортски изведувачи, кое следната година, од 1 до 14 септември ќе се одржи во Рим. Детали и правила се разбира има многу, а денеска ќе ни ги пренесе мојата драга гостинка Лина Ѓурчева, која пред се е уметник, музичар и композитор, дел е од тимот на Интернационалната федерација за сценски спортски изведувачи, таа е и комуниколог и координатор на купот на перформери или изведувачи во Македонија и регионот. На моје големо задоволство. Денеска дел од Fair Play ќе биде и една важна фигура во сценско-уметничкиот свет. Тоа е една посебна дама која е балерина, ТВ водителка и председател на ФИПАС, а се вика Валентина Спампинато. А бидејќи во спортот, централна фигура се спортистите, односно во секој надпреварување тоа се надпреварувачите, за чувството како е да се надпреваруваш на сцена и да освојуваш медали, ќе слушнеме од тројца македонски уметници кои се закитија со одличија на годинешниот Европски шампионат за сценски спортски изведувачи. Се надевам дека оваа уникатна тема ќе ве предизвика со внимание да го проследите и денешното издание на Fair Play. Се надевам дека најавата која што веќе ја слушнавте е доволно голема инспирација да останете заедно со нас и да слушнете што се имаме денеска да кажеме со оглед на тоа што оваа тема ќе биде поинаква од се што досега сме имале во рамки на Fair Play. Ќе ми биде задоволство да бидам домаќин на овие луѓе во студиото денеска, а разговорот го почнуваме со Лина Ѓурчева, на која што ми е чест и задоволство да ја посакам топло добре дојде во Fair Play. Сигурна сум прв пат во спортска официјална емисија гостува. Лина, добре дојде. Благодарам на поканата, Јана. Навистина ми е задоволство да бидам дел од ваков еден поинаков, а сепак соодветен облик на емисија и се радувам што всушност кај нас се случуваат вакви креативни форми на емисија. Ти благодарам многу. Најавив комуниколог, но според мене можеби најважно уметник и човек кој што живее со уметноста и со музиката. Е сега фактот дека си свирала на неколку и свириш инструменти, виолина, виолончело, клавир, пеење во хор, пеење воопшто, музика секој ден. Дали сите овие нешта се до ден денеска дел од твоето секојдневие? Компонирање, заборавив да споменам, многу важно. Така. Па да, мислам, таа музичка систраност, уметничка систраност која што ја спомена и така како присутна во мојот живот, го обликува, го опишува мојот животен пат, да кажеме, и
кога нешто извира од нашата душа и се чувствуваме дека сме тоа што сме кога го правиме тоа што е нашиот повеќе, да кажам. За мене тоа представува музиката со сите нејзини страни и сето она со кое што се занимавам во тој облик. И компонирањето, и пеењето, и свирењето на инструмент. Сето тоа си има еден посебен драж, но најголема присутност на сите тие, да кажеме, магични компоненти се при моќта на создавање. Мене всушност тоа и секогаш најмногу ме привлекувало, независно од тоа дали се работи за уметничко дело или пак се работи за некој проект кој што има намера да ги помести уметничките или општо границите културолошки, светски, национални. Така е, личната, така натаму, да. Личното поместување на граници, печат, креација и така натаму, тоа што човек може да го даде, нели, од себе. Апсолутно. Мислам дека е тоа многу важно. Всушност ние да препознаеме која е нашата мисија, да го почувствуваме она што е за нас, да се препознаеме кои сме и да го најдеме патот преку кој што нашиот печат ќе биде највидлив. Значи во она што го правиме мора да постои вредност и таа вредност мора другите да ја препознаат и да ја видат, за да може да биде од голем бенефит за апсолутно сите. Така е. Сакам да биде јасно за оние што не следат, бидејќи зборуваме на тема која на некој начин во ист кош ги става уметноста и спортските дисциплини, односно изведувачките уметности и спортот. Како ти лично, значи како субјективно гледаш на тоа, можат ли целосно или дословно да бидат под иста капа или сепак постојат некои драстични разлики кои така ги оддалечуваат спортот како спорт и изведувачките сценските уметности? Па, самата иновативна страна на овој проект е всушност симбиозата помеѓу уметноста и спортот, која што се случува токму преку приматот на овој проект. И тоа е, да кажам, една од неговите цели, а тоа е да ја прикаже онаа спортска страна на изведувачот, кондициона страна, значи она што представува изведувачот на сцена, бидејќи изведувачот кој ќе се појави на сцена не е доволно само да настапи. Да. Значи тука се многу часови и денови поминати во работа, значи спортскиот примат е навистина присутен и тоа не секогаш и сите го гледаме од тој аспект. Но навистина е добро што овој проект има за цел да тој иновативен метод им го пренесе на другите од поблиска страна. Лично сметам дека е добро да се поместуваат границите во размислувањето во тој дел и перформерот, како перформер, да си го добие својот реален и главен примат во општеството. Лично ги од неколку аспекти ги поврзувам уметноста и спортот. Пред се мислам дека уметниците и спортистите имаат и друго нешто заедничко. Чувствуваат некоја поголема чувство, поголема смисла за припадност. Кога ја представуваат својата земја некаде, се чувствуваат дека нешто поголемо прават од другите. Се чувствуваат дека имаат поголема задача, значи да представат нешто поинакво. Всушност и уметниците и спортистите за мене се најголеми амбасадори на една нација, на едно поднебје. И убаво е што вакви проекти имаат за цел да ги спојат од своите најдалечни краеви од светот и всушност да ни покажат дека ние сме унитарно нешто. Значи да не поврзат во таа една човечка смисла, човечката димензија на секој уметник. Преку уметноста, преку спортот да се добие поголемата смисла за општествените граници кои што за жал во некои форми многу не ограничуваат. Како Лина дојде до тоа ниво, до тие канали или патишта, да се поврзе со овие реномирани уметници од светот и Италија примарно, благодарение на кои што и луѓето во Македонија можат да се надпреваруваат, многу важно, под олимписко знаменце или под терк на реално олимписко надпреварување? Одлично прашање. Па знаеш како, во суштина човек треба да знае за што се заложува во животот и кои се од прилика неговите цели, ама не само цели на онаа површна смисла, него и подлабоки цели, баш она што го зборувавме на самиот старт во врска со печатот кој што сакаме да го оставиме. И моите смирници секогаш биле во таа насока.
да тргнеме од тоа дека некако мојата кариера уште од самото студирање кое што беше во странство на универзитетот во Грац во Австрија, почнав да ја насочувам интернационално. Но тој мој мотив да ја се насочам интернационално и својот примат како уметник да го добијам во таа една интернационална димензија не е затоа што мене овде нешто не ми одговара, туку едноставно потребата за ширење на хоризонтите, за добивање на поширока смисла, за действување. И автоматски на тој начин се гради човек во личноста која што треба да биде и луѓето кои што треба тоа да го препознават ги сретнуваш на својот пат. Мене лично тоа ми се случи и навистина сум многу благодарна затоа што навистина таа врата што е за нас се отвара и без да ја тропнеме. Знаеш како ви кажам? Точно е така. Некако е така во животот. Она што ми е драго и што кај мене секогаш било присутно како момент, сум знаела дека колку и да отидам надвор, јас не можам да заборавам која сум, од каде сум и да го заборавам нашето поднебје или регион. Мене ми смета што луѓето тоа го прават. Во принцип, присутно е некогаш, а не треба да биде. Значи, не смееме да заборавиме кои сме, од каде сме и што пишува на нашиот бедж. Токму и затоа, мислам, самата структура на овој проект ете ми даде една можност да можам да го инволвирам своето поднебје во она што јас го работам во едни интернационални рамки и ми е мило што со овој пазар сега се сретнувам баш со тој аспект. Како веќе реализирана личност која што има што да понуди на вистина и можеме да направиме симбиоза како една уметничка целина. Предлагам да се запознаеме со една твоја многу добра пријателка, која што е италијанка, која што ми е колешка на некој начин од ТВ светот, меѓутоа се занимава и со балет, со музика и е претседател на оваа интернационална федерација. Се вика Валентина Спампинато. Деталите како се спријателивте малку подоцна, но сакам да го слушнеме незиното обраќање за малку појасно на сите да ни стане која беше она иницијална каписла за создавање на ваков тип на здружување и надпреварување. Ciao a tutti, sono Valentina Spampinato, sono il presidente della FIPAS, la Federazione Internazionale di Arti Scenico-Sportive, che si occupa di organizzare i campionati di performing arts in tutto il mondo, denominati appunto Performer Cup. Innanzitutto, prima di parlare un po' di più di che cos'è FIPAS, di cos'è Performer Cup, volevo ringraziare il nostro presidente della Macedonia, Lina Georgieva, e i conduttori della trasmissione TV e salutare tutti i telespettatori di TV Telma. E una piccola parentesi con questo video per regalarvi degli approfondimenti, per entrare nel vivo e nel cuore del nostro movimento sportivo. Cos'è FIPAS? È appunto un movimento che ha come obiettivo il riconoscimento della figura professionale del performer, quindi per performer si intende l'artista che tratta tutte le materie, quindi il canto, la danza, la recitazione, le arti circensi e acrobatiche, la musica, ma disciplinate in maniera sportiva. È riconosciuto in Italia dallo XAIN, un EPS del CONI, che ci ha permesso di creare il primo campionato riconosciuto che rilascia la medaglia oro, argento e bronzo delle arti sceniche. L'idea principale che muove la macchina della FIPAS è quello di utilizzare gli strumenti dello sport e dell'arte uniti insieme, creando una grande forza, un grande strumento che possa essere messo a disposizione nelle mani dei nostri comitati in ogni parte del mondo per poterli utilizzare per creare bellezza, per creare unione fra i popoli, per creare un grande abbraccio universale che contraddistingue il nostro movimento, generando bellezza a prescindere dal colore della pelle, dalla bandiera politica a cui si appartiene, dagli scontri socio-politico-culturali a volte che esistono ancora oggi fra i paesi, perché le vetrine
I palcoscenici di Performe Cup devono essere calcati da chiunque, a prescindere dalla propria provenienza, a prescindere dai propri limiti anche geografici a cui si appartiene. Infatti la FIPAS ha anche al suo interno dei dipartimenti che si occupano di generare dei fondi necessari a sostenere le varie classi legate alla disabilità o le varie classi di persone che hanno difficoltà economiche per poterne fare parte. Ovviamente tutto questo è possibile grazie a tutti gli stati membri aderenti, fra cui i Balcani e la Macedonia, che stanno generando soprattutto nell'ultimo anno grandi numeri e grande interesse. Proprio oggi, mentre noi parliamo, si sta svolgendo in questo momento il campionato nazionale in Messico, lo scorso mese si è svolto in Argentina, il mese prossimo si farà in Uruguay, a dicembre si farà in Brasile. Performe Cup è presente anche in Tunisia, in Libano, insomma dall'Europa all'Asia, all'Africa, all'America tutta, dall'America Latina agli Stati Uniti. Quindi faccio un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti dei Balcani che ne faranno parte, che avranno la fortuna di potersi qualificare per il campionato mondiale che si terrà l'anno prossimo dall'1 al 15 di settembre in Italia 2024. Di nuovo un saluto a tutti, un grande abbraccio e grazie di nuovo per l'invito. Valentina. Не може да не ужива во овој италијански дух кој што благодарение на Валентина го почувствувавме, а и важни детали кои треба да ги знаете за оваа наша денешна тема која ги поврзува изведувачките уметности, сценските уметности и спортските дисциплини. Лина, дали бидејќи имаш искуство и на сцената, како некој кој што се надпреварувал и требало да добие оценка, но си била и во другата улога, да си дел од организација, дел од жири комисија. Кој од овие две ти се гледа како потешка задача? Во суштина не знам ни дали можам да направам компарација помеѓу тие две, но навистина е добро кога почнуваме да се занимаваме со одредена работа, да ја погледнеме од сите аспекти. Најдоброто е кога сме биле присутни и во двете нешта и ги знаеме сите компоненти од лично искуство. Мислам дека на тој начин можеме и најмногу да придонесеме за нештото кое што го работиме. Тоа среќа е случајот кај мене, и како уметник, и како организатор, и како комуниколог, и како член на жирито поради соодветна професионална класификација, нели? Навистина сум видела што значи да се биде присутен на Олимпијада со хорот Света Злата Менглеска. Го освоивме гран прито на светските олимписки игри во 2016 во Сочи. Навистина моделот на оценување е, можам да кажам, праведен и затоа сум фан на овој тип на структура, затоа што постои оној спортски елемент, практично и тука е многу важен во уметноста. Затоа што не е ова сега се случува реално шоу кое што треба да добие на публицитет. Ова има поголема задача. Ова има навистина задача да разбуде компетитивен спортски дух кај уметниците, а е тоа важно. Да застанат на сцена, да видат што значи тоа. Да ја почувствуваат поддршката од најблиските на еден поинаков начин, да направат едно инкорпорирање со други народи, со други нации, да ги застапуваат боите на своето знаме, на регионот, на државата, на Европа. Поинаква димензија, точно. Поинаква димензија, поинакви чувства се во прашање, поинако луѓето се однесуваат и им се отвараат поинакви видици од повеќе сфери. Во спортот имаме на крај резултат. Имаме нешто што е можеби прецизно и концизно мерливо и на тој начин знаеме кој бил најдобар. Во уметноста секогаш е прашањето дека кога се оценува постои некакво субјективно чувство или мислење на оценувачот. Како е тоа тука регулирано? Значи што се оценува кај оние кои ќе застанат на сцената? Така. Регулирано е многу соодветно и токму тоа е практично се надоврзувам на што претходно го кажав преку ова прашање и тоа е одлично, затоа што е важно за секој кој што застанува на таа сцена да знае што го очекува од другата страна. Моделот на оценување е, како да кажам, ферплей и спортски. Се оценуваат сите параметри кои што се важни за еден изведувач. Значи тоа е сценската поставеност, тоа е интерпретацијата, тоа се техничките способности. Оценувањето оди од 1 до 10 во децимали. Се случува да во жирито бидат застапени по потреба во зависност од тоа во која класа надпреварувачот се надпреварува повеќе представници. Например,
Доколку имаме комплетен изведувач, кој што на сцената треба да презентира една или повеќе, две или повеќе уметности, да кажеме, имаме комбинација на канто и речитационе, односно глума и пеење. Во жирито мора да има соодветен представник од актирскиот сектор и од вокалниот сектор. Значи, самото име на човекот кој што е во жири и неговата позадина, апсолутно неговото искуство, сето тоа што тој веќе представува како реализирана личност во соодветната област. Да тргнеме од Чиро Барбато, кој што е уметнички директор на Сан Ремо, да тргнеме од Федерико Моджа, кој што е режисер и еден од најпознатите сценаристи и писатели во Италија, режисер на филмот Трес метрос sobre el cielo. Да, беше многу популарен, го знаеме. Апсолутно има и други негови дела кои што ги повестуваат, ја би рекла, границите на уметничкиот израз, бидејќи сепак неговата кариера, освен чинејќи таа, каде што е нели сршта на глумата, дојде до Холивуд, која што е follow-up на чинејќи таа. Јас секогаш викам Италија е сршта, Америка се надоградува. Кои се категориите? Кои се може да се пријави и да се надпреварува спортски и во фер дух? Така, значи има повеќе категории кои што се поделени по одредени параметри. Има категории во однос на професионалноста. Тоа е многу важно што не ги ставаме под иста капа сите. Значи имаме поделба А, Б и С категорија. Значи ниво А професионалци, ниво Б е средна класификација, односно оние кои што се на патот да ја градат својата професионална кариера и ги изучуваат во голема мера соодветните технички особености за дисциплината со која што сакаат да се бават. И имаме С категорија, значи аматери кои што го поседуваат талентот, меѓутоа се уште немаат можеби никаква наобразба, ете така, баш дебитантски се на некоја сцена. Потоа постојат категории според возраста, што е апсолутно важно. Тргнуваме од 6 годинки, нема крајна граница. Да, добро. А дисциплините? Дисциплините, така е, дисциплините се канто, односно пеење, речитациони, односно глума, данца, односно танц, и сценско-спортски уметности, каде што влегуваат уметничката гимнастика, акробатиката, ги ставаме како посебен дел. Она што е интересно, што од оваа година, односно 2024, овој ролмент што ќе се случува сега во пресред на светското првенство, прво кое што ќе биде, вклучуваме и инструменталисти. Постојат сепак и според бројот на таленти на сцената. Значи имаме соло категорија, имаме дуо, имаме мала формација до 6 изведувачи и голема формација над 6 изведувачи. И тука во формациите значи може да се прават комбинации. Да. Ете, и ова многу асоцира нели на спортски, повторно, спортски тим и тимска работа, да, делење поделба на улогите. Добро, уште некои детали ќе кажеме. Ново друштво на нашите медалисти, мислам дека е време да ги вклучиме во овој разговор. Ќе направиме кратка пауза, а потоа ово студио ќе биде и поубаво, а богами и побогато, затоа што медалите ја имаат најголемата тежина, се разбира. За кратко, одново се враќаме и продолжуваме со разговорот. Како што реков, студиото побогато и поубаво, но и со тежина, заради тоа што е видливо. Имаме тука пехари, имаме медали, а овој пат освоени од уметници кои што ја освојуваат сцената. Ќе ги представам гостите кои што ни се приклучија на мене и на Лина. До мене веднаш е Софија Недановска. Софи, здраво. Здраво. Се чувствуваш убаво? Да. Удобно ти е? Многу ми е драго, добре дојде. До неа единственото момче, Јован Маџовски. Добре дојде. Чувството? Па добро, прв пат си во Телма, нели? Да. Многу ми е драго што си во Fair Play. И тука е со нас Александра Трајчевска. Александра, добре дојде. Добре ве најдов. Можеби најискусна затоа што веќе присутна во медиумите, на сцената, малку со подолг стаж. Прво ви честитам на сите тројца за освоените и постигнатите успеси. Ќе ми кажете малку сами, Софи, каква медала донесовме? Ова е твојата медаља? Да. Браво. Тешко е да се освои медаља, кажи ми? Ние гледаме од оваа страна, вие си пеете на сцена, ама мене ме интересира дали е тешко да се застане и пред публиката и пред жири комисијата да се биде најдобар што може. Тешко ти е понекогаш или не ти е тешко? Не. Трема имаш? Кога пееш? Некогаш малку. Некогаш малку, но мене многу ми се допаѓа, ќе го видат и гледачите еве го настапот.
колку убаво изгледаш и колку убаво пееш. Каква музика ти е омилена? Каква музика најмногу сакаш да слушаш? Англиска. Англиска музика? Да. Не ти се тешки текстовите? Не. Не. Знаеш убаво сето тоа да го направиш. Браво, значи освои бронзен медал во категорија канто и ова е класа С од 6 до 11 години. Беше на европско првенство, колку убаво, на толку рана возраст човек ова да го искуси или нели? Токму така. Нема и затоа. секој шанса од една страна. Токму така, мислам, ние таа граница ја поставуваме на 6 годинки бидејќи има врска тоа со техничката зрелост и со одредени аспекти на личноста кои што се градат со текот на годините. Меѓутоа, да, мислам, и навистина, кога ќе видиме таков талент, надеж се раѓа. Надеж во уметноста, мислам, тоа е тоа. Човек го гледа ова, слушај се, јас се топам искрено, тој збор ќе го употребам затоа што убаво му е на човек на душата, реално е така. Ќе се префрлам сега на Јован, да ни ги збуниме и во режијата. Сега тука ова е друга атмосфера, рок-н-рол. Така? Точно, да. Ајде сега да ми раскажеш. Прво, од каде љубов кон рок-н-рол? Дома таква музика слушаат или Не ти баш, сам ама ти се мислам дека допаѓа? најмногу ми Ти лежи? да, најмногу ми лежи рок-н-рол, особено и оваа TNT песна. Ти сам си ги бираш песните за настап или некој ти помага? Па обично наставничката по пење и тој Љубо што е. Добро. Значи Како имаш се у школата, помош да. за да изберете најдобра номера за тебе. Па тој избира најдобра песна и за мене и за бендот што најмногу ќе ни лежи, да. Ај за тоа малку кажи ми бенд. Тоа не е едноставно сега. Ти си напред пееш, меѓутоа и ти имаат многу важна задача. Да те следат соодветно. Може некој да сгреши или некој да убрза или да успори, тоа може мене и да ме збуни, ја нешто некаква грешка да направам, да. Значи ова класична тимска работа, Да. така сите во тимот мора да бидат добри. Да, точно. Една многу важна работа еве и во спортот, па и во овие уметности се навивачите или оние кои што се тука да не бодрат и да дадат оценка. Ајде да ми кажете кај вас, кој најчесто навива, така да речеме, и најчесто ве поддржува, ги слуша настапите, па дава коментар како беше, дали беше добро? Мислам дека мојата наставничка по пење ми нела тоа најмногу го прави и ми кажува каде можам подобро, каде лошо имам направено и такви грешки и така. За тремата ти не ми кажа? Трема има? Сега кога ќе Да стоиш на и не. сцената пред да излезеш тие моменти? Или само што ќе застанеш? Мислам дека таму имам најмногу трема, ама веќе кога ќе почне песната, веќе тоаш малку се олабавувам, ама имам трема, ја, понекогаш повеќе, понекогаш помалку, ама гледам да ја спуштам, да. Како и секој уметник, нели сите и познатите пејачи сигурно имаат барем мал притисок Малку, да. пред да настапат. Евелина, сака се надоврзе? Да, сакав да кажам дека они беа одличен тим и супер формација како за прв пат нели настапија како бенд на нашиот национален надпревар кој што се одржа во Македонската опера и балет, а Јован потоа настапи како солист во Италија и таму доби всушност Гран При. Значи од двата аспекти се покажа навистина борбено и прв. Само еден може да биде прв, така е, ама нема лутење. Нема лутење, да биде појасно за гледачите, овие снимки и изведби кои што ги гледате вие се од настапите на нашите надпреварувачи во Македонија на сцената на Националната опера и балет, кога беше надпреварување или шампионат на македонско национално ниво и потоа се разбира најдобрите го освоија оној билет за европско првенство каде што се освојува и медалите. Александра, рековме имаш и поинаква возраст и искуство. Прво, причината ме интересира, зошто одлучи и покрај другите сцени на кои што си се појавила, да се пријавиш и да бидеш дел од ова надпреварување? Па искрено ова беше еден поголем предизвик, затоа што сега во овој случај јас не би се надпреварувала само со пејачи, што обично е случајот кога одам на надпреварувања. Сега се надпреварувам со танчери, со пијанисти, со актери, со рецитатори, едноставно со секој вид на уметност и не беше ни толку клучната точка надпревар, туку воопшто настанот беше едноставно посебен. Значи немаме такво нешто донесено кај нас во Македонија и беше примамливо едноставно да се искуси таква сцена, да дојдам во конкуренција со сето тоа и да видам и различни уметности на едно место и во различни нивоа, затоа што ова беше ниво професионалци, аматери. И искрено може и
да ве зачуди кога некогаш, уствари аматерската точка знае да допре повеќе дури од она на професионалците. Точно. Тоа беше. Но затоа убави се надпреварувањата. Ова е многу важно и сакам да го споделиме. Значи, да, и спортистите се надпреваруваат за да победат и секој уметник веројатно сака да биде доволно добар за да го привлече вниманието, но и оние кои што во случајов не би биле подбедници, не значи дека се оштетени. Тука постои една поинаква димензија и шанса за вмрежување, понатамошни соработки, да се биде дел од поинакви продукции, да се слушне мислењето на реномирани имиња. Како продолжува приказната на овие луѓе кои што ќе се најдат на големата сцена ете во Италија и во светот? Токму тоа сакав да го кажам, Јана, одлично прашање. Значи, ова не е еднократна шанса. Мислам, Александра навистина убаво објасни и многу ми е драго што еве еден перформер така се чувствува како дел од овој надпревар. Навистина тоа е нашата цел. Значи ние да го вградиме тоа чувство кај луѓето и да им покажеме колку можат. Значи да буквално да ги оплемениме со една поинаква димензија. Меѓутоа важно е што навистина шансата не е еднократна, туку се работи за што би рекла Валентина машина, енџин, што навистина ги поврзува сите арт канали. Значи уметниците, институциите, продуцентите. Целта наша е да креираме, да создаваме, да продуцираме мюзикли, да продуцираме представи, да продуцираме балети, опери, да пишуваме музика, да ги интегрираме нашите таленти како дел од она креација на метод Опасија на Перформер Кап. Имаме многу партнерски институции кои што ни помагаат во тоа и до прва ќе се размножуваме и ќе се шириме. Главната партнерска институција е Бродвеј Академи во Њујорк, со која што соработуваме од 2017 година. Но она што е добро е што при секој инволвирање на да кажам нова сила, значи нова држава, нов регион, се проширува, да, и се создава дури и можност за регионална соработка. Александра, ти беше оцената целосно со се она што се случуваше на сцената, додека беше ти како личност што имаше највпечатлив настап, така и понатаму апсолутен победник. Раскажи ми малку за тоа чувство, нели да се биде прв, но и понатаму моментот дека и ти некого представуваш, не си само таа една единка сама за себе, туку е ова малку нешто со поголема тежина. Искрено, на сцена јас кога излегов, мене први ми беше често што воопшто излегувам на сцената на Македонска опера и балет, не имав до тогаш излезено, така да тоа ми беше прв пат, толку голема, многу добро технички изведено. И искрено не очекував победа, затоа што стварно бев обкружена со добри уметници. Искрено запознав оперски пејачи, глумци, значи имаше висока конкуренција и искрено јас се фокусирав повеќе да биде добар настапот, но тоа не значи дека јас треба да победам. И во публика седиме со мајка ми и само ги слушаме наградите, окей, и слушам, не добивам награда во мојата категорија. Се викам, зошто не добив награда, толку бев лоша ли? Се викам, леле, ни трето место, никако, значи. И добро, и седиме и само на крај. И викам на мајка ми, добро бе, мамо, нема да добијам ни трето ништо? Се викам, толку лоша бев. И само слушам апсолутен победник. Во шок, буквален шок. Позитивно, вака, моје во име го рекоја. Не можев да бидам попријатно изненадена, искрено. Браво. И после самото Италија што бев, што запознав многу луѓе, што видов како едно искуство. Во Италија бев сама, патував на 18 години, 19, и тоа е едно искуство за млад човек. Прво аеродромот во Рим да се снајдаме е страшно, кога си со пријатели, дали си со партнер, поинако е. Да. Така да мислам дека беше едно лично искуство за мене неверојатно и незаборавливо. Браво. Браво, многу ми е мило ова што го слушам. Софи, таму каде што те видовме колку беше убава и сладка и дотерана и со одлично пеење, кој ти помогна најмногу за тоа? Само бираш како сакаш да изгледаш, што да носиш, што да пееш? Мама ми го одбира тоа што го носам. Добро. И песната што пев. За навивачите, еве тебе не те прашав, кој најгласно навива во публика за тебе? И кој најгласно аплаудира? Искрено кажи, ајде. Мама и тато. Браво, па мама и тато и секогаш треба да бидат тука да те поддржуваат. За Јован слушнав дека
растура со својата енергија и дека има многу реакции после тие рок-н-рол изведби. Вистина ова? Па да, затоа што не е само да излезеш на сцена и да го фатиш микрофонот и да седиш на едно место да пееш, туку треба малку Шоу. Да, малку да се покажеш дека навистина нели знаеш и дека малку да ја, како да кажам, Да загреш атмосферата да. и публиката. И публиката, да. А ти ова го вежбаш? Значи тие сите точки, сценски движења се прецизно извежбани или тоа е нешто што природно во моментот така сметаш дека треба да се отпее или одигра или да се движиш? Нешто вежбам, а нешто така само ми доаѓа да го Природно. направам. Ама како вака пред големи настани, како еднаш два пати ќе поминам низ се и ќе знам каде, нели, што да направам. Ви благодарам многу на вас тројцата пред се. Ми беше драго и вака и лично да ви честитам за медалите и ви посакувам уште многу музика, пееме и понатаму, така Софи? Продолжуваме со пеење, нели? Јован? Да, ама моето мото е без преголеми очекувања, за да нема големи разчарувања. И јас и со тоа мото и отидов во Рим и Ова, си се ма вратив за пегари медал. Така, ова мото, значи најголемите и спортски стручњаци го кажуваат луѓе. Ја мислам да, во соблекувана пред надпревар, ако не кажуваат во голема мера нешто вакво, ти благодарам многу за ова. Ова поучно беше да се потсетиме на ова, не дека не го знаеме. Уште еднаш честитки големи и се надевам во некоја следна прилика повторно ќе ве видам или можеби во живо да ве слушам. Па јас зададам во живо аплауз како што заслужувате. Лина, ќе финишираме со тебе. Ни предстои светско првенство, но пред тоа ќе мора да се минат оние прелиминарни кругови на национално и регионално ниво. Тоа се ќе се случува во 2024 Четврта година, Добро. така е, да. Значи, како што веќе можевме да погледнеме и од видеото на Валентина, значи закажани се датумите конкретни за светското првенство прво во изведувачки уметности кои што ни предстои. Од 1 до 15 септември ќе се случува во Рим, на големата сцена во Италија, но претходно, значи нормално, структурно фазите мора да се поминат. И не сакам да звучи ова дека мора. Едноставно тоа е поентата на целото збеднување. Апсолутно. Мислам, она што го зборуваме во текот на целата емисија, градење на спортскиот дух, отварањето на можности, посетата на различни сцени, здружувањето на потенцијалите и така натаму, нели да не се повторувам, но целата емисија всушност има за цел нели тоа да го одбележи како големина. Тоа е присутно во сите фази. И ни предстои секако национално првенство, но ни предстои и регионално првенство, кое што оди под наша капа, под наша продукција. Ќе бидат инволвирани како земји од регионот Словенија, Хрватска, Црна Гора, Србија, Македонија. Очекуваме и Босна да ни се приклучи, така што ќе има навистина едно убаво случување кое што ќе ги обедини уметничките потенцијали од регионот. Секако, оние кои што имаат освоено веќе европска титула, тоа се нашите представници тука, имаат директен влез на светското првенство. Ќе навиваме за нив на светско. Апсолутно, ќе ги видиме повторно и на таа сцена. Секако отвараме можности за останатите кои што ќе се пријават како дел од овогодишното, односно следното годишно издание на Performer Cup. Добро. Тука се социјалните мрежи, Facebook страниците, верувам сите ќе бидат навремено известени за местото и времето, но ги охрабруваме сите да бидат дел. Многу ви благодарам. За мене беше ова ново искуство исто, поинаква емисија од сите останати и се надевам дека беше интересно и за оние кои што не гледа. Благодарам Јана на поканата. Навистина супер си поминавме и убаво е што постојат вакви емисии кои што навистина ни отвараат простор да го кажеме тоа што го можеме и навистина ми е драго што успеавме еве во една ваква компонента да ги споиме уметноста и спортот. Да. Навиваме за нашите представници и на светско првенство каде што застануваат уметниците и изведувачите, но под иста или слична капа како спортистите. Слушнавте дека во многу нешто овие спортот и уметноста може да бидат
бидат заедно, затоа што тука се подготовките, тука се тренинзите, тука е редовно работата што мора да биде дел, тука е конкуренцијата, тука се и победите, понекогаш можеби нема да бидете победник, но секако приказната продолжува понатаму. Ви благодарам многу што го следевте ова издание на Fair Play. Нови теми, се надевам за вас убави теми, ви подготвуваме и следниот викенд, а нашиот термин е недела 16 часот и 15 минути. Се гледаме тогаш.